Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Леонтий и преподобниот Леонтий Прозорлив. Светиот маченик Леонтий бил римски војвода во финикискиот град Триполис во времето на царот Веспазијан. Родум од Грција, со голем раст, снажен, јак и храбар во битките. Царскиот намесник Адријан испратил еден одред војска да го фатат Леонтий, затоа што Адријан бил жесток противник и гонител на христијаните. Старешината на тој одред и пати попат се разболел од треска поради што одредот морал да го успори своето движење. Една ноќ ангел Божји му се јавил на Ипатија и му рекол: ако сакаш да бидеш здрав, извикај 3 пати кон небесата со сите твои војници. Боже Леонтиев, помогни ми. Своето видение Ипатија им го соопштил на своите другари и сите едногласно извикале како што советувал ангелот и Ипатија одеднаш оздравел. Ова чудо ги восхитило сите, а особено некој си Теодул. Тогаш Ипатија и Теодул тргнале напред пред останатите војници да го најдат војводата Леонтий. Леонтий убаво ги примил и ги нагостил. А кога им ја изложил својата вера кон Христа, нивните срца се разгореле со љубов кон Христа и во тој час светол облак се спуштил на Ипатија и Теодул и од облакот паднала роса на нив. Дух Божји ги крстил овие обратени души, а светиот Леонтий во тој час ги изговорил зборовите: во името на Пресветата Тројца, Отецот и Синот и Светиот Дух. Опакиот Адријан, дознавајќи дека Ипатија и Теодул станале христијани, наредил без никаков обзир да ги тепаат, а потоа со секира главите да им ги одсечат. Така завршиле овие две духовни чеда на Леонтий. Тогаш Адријан наложил други измачувања на Леонтий, но Леонтий останал непоколеблив во својата света вера. Целото тело со рани му го покриле, но тој усрдно се молел на Бога да не го остави. Насред најтешките маки му се јавил ангел Господов и го охрабрил и го утешил. Најпосле го легнале маченикот на земја и го тепале се дотогаш додека не го предал својот дух на Бога. Страдањето на светиот Леонтий со своји очи го гледал некој си Кир Нотарий, кој сето тоа и го запишал на оловни плочи и плочите ги положил во гробот на маченикот. Свети Леонтий чесно пострадал во 73-та година по Христа. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих, појуштија ти, Сине Божи,
izvoli spasenija našego radi, voplotiti sja od svjatija Bogorodici i prisno Devi Mariji, nepreložno vočelo veći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi Преподобниот Леонтий Прозорлив. По потекло е Грк од Пелопонес. Се подвизувал во манастирот Дионисијат 60 години и се представил во 1605 година со 85 години од раѓањето. За овој светител се зборува дека само еднаш влегол во манастирот и само еднаш излегол оттаму за полни 60 години. Имено влегол тогаш кога првпат стапил во манастирот Дионисијат, а излегол тогаш кога мртов го изнеле да го погребат. Имал чуден дар на видовитост и пророкување, а по смртта од неговите мошти потекло миро. Достойно est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego, česnejšuju heruvim i slavnejšuju besravnenija serafim, bez istlenija Boga slova rošuju, suštuju Bogorodicu, tja Благослови.